Кога влегов во потрагата по патот на посвојувањето, имав една цел – да ги пронајдам заедничките вредности и да видам колку љубовта е поголема од предрасудите, засновани на етнички и верски точки. И во таа потрага пронајдов многу такви позитивни примери, кои беа дел од истата страна. Но кога во една потрага ќе добиете премногу нови дилеми, обвиткани со нејасноти и мистерии, тогаш општествената одговорност е да одговорите на предизвикот. Затоа оваа недела потрагата по позитивните вредности од истата страна ќе паузира. Тој бренд е резервиран за приказните од соживотот и така ќе остане. Денеска сепак предност ќе му дадам на гласот кој сака да биде слушнат. Токму затоа, оваа емисија ја насловив едноставно: темната страна на посвојувањето. Зошто оваа тема е табу? Ова е само една илустрација на разните начини и сугестии што во овој период ги добив со нечија намера мојата потрага да ја сврти во друг правец, во една друга, мистериозна страна од мојата тема. Иако за вакви и слични приказни сум слушал многу пати низ прераскажувањата на разни искуства, овој пат решив да барам одговори за нив. Во последните 3 години во Македонија има посвоено 129 деца. Најмногу оваа 2017 година. Државата годинава ставила подпис на 45 решенија. Минатата 2016 вкупно биле посвоени 36 дечиња, а претходната 2015 две повеќе, 38. Во претходните две бројот е помал бидејќи поради политичките случувања и превирања, промени внатре во министерството и работите на комисиите одаа поспоро. Сега мислам дека комисиите повторно фати еден тек и дека ја обрзуваме постапката за посвојување, бидејќи од интерес е на децата да бидат што помалку во институција, бидејќи тоа негативно се одразува врз нивниот развој и понатамошен, така да сепак една семејна средина многу пополно влијае за развој на едно дете отколку институција. Општо мислам дека посвојувањето како тема е прилично конзервативна, исполнета со многу мистерии кои што од време на време нели добиваат на актуелност. Мислам дека тоа е така затоа што од една страна се појаваат голем број проблеми во самата постапка за посвојување, односно посвојувањето како можност, а од друга страна проблемите се однесуваат на одлуката на родителите да посвојат дете. Што сакам да кажам? Значи, конкретно можноста за посвојување е прилично комплексна, затоа што самата постапка, знаете, е долга и покрај тоа што во 2014 година се смени законот за семејство, знаете, се намали постапката за посвојување од некој минимален период на една година до 9 месеци. Меѓутоа сепак практиката покажува дека за да посвоите дете во Република Македонија потребни се некаде од 2 до 5 години. Во периодот додека ја подготвувам оваа емисија, во регистарот за посвојување има 102 дечиња. Најголем дел од нив се овде во домот за доенчиња во Битола. Сакам да ја видам сликата на оваа институција. Беше среда, некаде околу пладне од работниот ден. Не забележав никаква раздвиженост. Здраво, добар ден. Како сте, нови? Велат дека овој дом е крстосница на иднината на напуштените дечиња. Ако идните родители не се одлучат и не ја завршат постапката за посвојување во првите 3 години од животот на детето, тогаш неговата судбина ќе продолжи во некој од домовите за деца без родители. Колку во моментов има овде згрижено дечиња? Моментално се 72 деца, истите се со различна национална припадност. Основната дејност на установата е сместување на доенчиња мали деца од 0 до 3 години. Исто така сместуваме и бремена жена, 1 месец пред породување и жена до 3 месечна возраст на детето. Доаѓаат ли овде луѓе што се интересираат, кои информации ви им ги давате за дечињата кои што се сместени овде, за оние кои што сакаат утре да бидат
потенцијални родители на тие деца. Ги интересира околу постапката за посвојување. Кои се условите за посвојувањето на дете? Како е постапката, што им кажувате вие, кај треба да се обратат? Ги патуваме до надлежните центри за социјална работа. Таму се фактички прави целиот процес на постапка за посвојување. Да, преку центри за социјална работа. Овде практично не можете да добиете ништо повеќе од она што представува општа информација, која ќе ви ја дадат центрите за социјална работа, преку кои се води постапката за посвојување. Освен информација, овде не можете ниту да ги видите децата кои се оставени за посвојување. Пошто има некои информации дека можело да се бираат било какви деца или тоа нема врска. Не смеат. Од странство, например, некогаш доаѓаат луѓе? Исти од странство прашуваат исто. Чисто има и од странство што сака да посвојуваат и не прашуваат нас, мислат дека оттука се посвојуваат дете, директно оттука се зема дете, некои мислат и со пари се земат, но исто да не ги патуваме од надлежните центри. Дневно, секој ден имате интерес? На секој 3 ден, так, чисто ме има чисто. Ова е единствен центар во Македонија, нема друг, така? Единствен е дом, да. Колку во период, например, сте имале период најмногу деца? Тука Сега- сум јас, тука 85 најповеќе. Капацитет колку има или 120. 120? Да, 120. Доаѓаат ли, например, некои родители кои што го ставила своето дете, па некогаш да дојде? Да, доаѓаат и такви. Имаше и пред смртна постела се јавува, да дозна кај детето е посвоено. Значи не сме никаков случај во Никаков случај да им кажа. Кога се посвои, се службена тајна. Домот за доенчиња во Битола е една од институциите за кои кружат многу мистериозни приказни уште од 80-тите години на минатиот век. Пробав да дознам нешто за тоа. Немаме такви сознанија околу врска со тоа. Си има надлежни институции во врска со тоа. Практично вие овде само ги згрижувате дечињата до трета година, така? Да, согласно законот и статутот на установата. А после третата година каде одат овие дечиња од овде? Надлежните центри си барат понатамошен облик за згрижување. Значи пак оди преку центар за социјални работи, тие одредуваат каде тоа дете понатаму ќе продолжи. Токму за 80-тите години на минатиот век, денеска на социјалните мрежи можат да се најдат многу мистериозни приказни. Иако потрагата по нив оди тешко, пред се поради стравот јавно да се зборува. Сепак по емитувањето на првиот дел од емисијата во контакт со продуцентите стапи 32 годишна девојка, која сакаше отворено да ја раскаже својата приказна. Мојата сестра близначка е родена после мене. Со тоа што на моите родители после 2 часа им кажуваат дека детето заболува од некоја дечја болест и го префрлуваат на друга клиника, каде што мора да се укаже нормално поголема помош. Поминуваат тие 2 дена и на мојата мајка кажуваат дека детето умира од дечја болест, значи немаат конкретен одговор од каква дечја болест починува и дека мора дека останувам само јас. Со тоа што кога ја изнесуваат мајка ми од болница, и татко ми бара да го види детето, кое што е починато, дали е тоа неговото дете. Докторите на клиника не дозволуваат да се види детето. Кога побарале посмртница, они ми рекле дека ќе се ја добијат на нивната адреса. Никогаш нема стигнато посмртница на нивната адреса. Нема таков документ никаде и нема ни документ дека она и дека има уште едно дете родено со таа дата во тој час кога што сум родена и јас. Овие податоци за Александра биле повеќе од симптоматични, за да тргне во потрагата по својата мртва сестра, за која е убедена дека денеска е жива. Ме натера да се посомневам во тоа што моите родители ми имаат кажувано на нив кои што им кажале во тоа време дека детето е живо и дека е дадено на некои си луѓе кои што работеле во војното во времето на JNA и дека детето е посвоено од тие луѓе и значи ми има раскажувано мојата баба и мојот татко кои што се сега починати, исто и мојата мајка. И ми рекоа дека да ја барам, дека е жива со тоа што ќе треба да ја најдам. Тргнав во потрага уште на мои 16 на години, но не бев толку спремна психички за да продолжам понатака. Сега сум веќе фамилиарна и имам поголема поддршка од мојот сопруг. Во таа потрага разговарала со многу девојки, но од пред 1 месец е во контакт со девојка од Србија. Вели многу детали од нејзината и судбината на другата девојка се поклопуваат. Кога јас почнам да разговарам со нејзе, значи дознав работи кои што многу се совпаднаа со мојот случај. Пример дека она живееле 5 години тука, значи ние имаме првичната информација дека живееле неколку години тука во Македонија, адресата кај што живееле они
тие 5 години тука и ние имавме значи во близина на тоа место дека живеела она кога дека тие што ја посвоиле. Со тоа што на нејзи кажуваат дека е посвоена од мајчин дом и дека била болежлива. Имала таков документ, но тие документи, она што ми ги покажа на мене, нема никаков документ дека она за посвојување на деца, туку има документ само из лекарски извештај дека нешто била болна и како ги примала редоследно вакцините и терапијата што ја примала. А документ за посвојување нема, значи само тој документ го имат лекарскиот извештај. И она исто се посомнева во тоа дека тоа нејзините што ја кажуваат дешавката што се дешавала тогаш дека не е тоа дека нешто кријат од нејзи, она се сомнева во тоа. Кај мене се јави посебна емоција кога она ми пише, јас бев толку вознемирена, дури не можев да пишувам на месенџер со нејзе, го оставив мојот сопруг да комуницира, и извесен период, некои добри 2-3 часа, јас не можев да се смирам, со тоа што и она ја почувствувала некоја возбуда. Во потрагата по мистериозноста и тајноста се сетив на разговорот со Игор. Тој постојано го потенцираше моментот за потребата од легалност во неговата потрага по биолошките родители. Искрено, јас немам 10.000 евра да платам на човек да ми даде документ, кај што пишува Игор е тој и тој. Јас сакам законот да се промени, во кој ќе дојдеме сите до информација со едно обично барање. Зашто сите имаме право на тој живот, кој го имаме, а не знаеме ништо за него. Пријатно ми спомна, зошто не и фрли 100 евра или 100 марки у тоа некое време? Може би ќе го имаше одговорот, нели? За сега да не можам со 100 денари барање или пријава или било што да си го земам одговорот. Што тоа да е така само за мене? И многу други како мене. Што ако јас немам пари? Колку да платам за некој да ми донесе таков одговор? А има доста кои плаќаат и добиваат одговор. Во тајноста и мистериите, сепак може би има и нешто нелегално. До сега податоците кои што се добиени кога се пронаоѓа биолошката мајка со детето кој што го дала на посвојување не е по официјален пат, затоа што службите ова прашање го третираат како службена тајна и оддавање на било каков податок за засновани посвојување може да биде представува кривично дело. Веројатно, може би мајката во понатамошниот живот се предомислила и сакала да го дознае своето дете и по одредени податоци од типот на каде е детето, кога детето е родено, кој ден е родено, која година, каде е посвоено, кој центар за социјална работа учествувал во посвојувањето, може да се дојде до податок за детето и да се поврзат. Меѓутоа, пак ќе речам, тоа не се официјални податоци и најверодостојни се оние податоци кои што ги имаат центрите за социјална работа и комисијата за засновање на посвојување. Тие ги имаат и името и презимето на биолошките родители, и името, презимето на детето, кое што понатака не секогаш го задржува истото име и истото презиме и само таков податок може да се смета за веродостоен и точен. Мислам дека и многу родители кажа веќе заради проблемите кои што се појавуваат при самата можност за посвојување се одлучуваат да тргнат по тој црн пат и да го бараат своето дете на преку некој црн канал. Значи официјални резултати за тоа нема, кажав дека веќе се појави една афера која што беше поврзана со тајно продавање на деца од Република Македонија, значи во рамките на нашата земја и надвор од нашата земја во странство. Меѓутоа, никој не излезе со официјални резултати да каже што се случило, дали навистина постојат такви податоци и така натаму. Значи се тоа само некои мистерии околу исчезнувањето на некои деца и слично. Мислам дека кога би се регулирала постапката, односно кога би се унапредила постапката за посвојување во Република Македонија и можеби би се земале деца од странство кои што чекаат да бидат посвоени, тогаш би се подобрила ваквата состојба, односно луѓето не би имале потреба да бараат дете за посвојување кое што е надвор од Република Македонија, а при тоа при некој нели црн канал или по некој таен нелегален канал. И пред да продолжам со потрагата, се сетив дека за ова отворено зборував и со Весна Петрушевска за нејзиното искуство во посвојувањето на двете деца. Честите обвинувања, дебати на социјалните мрежи за злоупотреба на целите процеси на посвојување на деца. По мене, ја затоа што
веројатно сум таа што со мене не се ни обидува да ми понудат нешто, иако јас имав сознанија и точно знаев од која до која цена се движи, колку треба да дадеш на комисијата, колку пари треба, значи злоупотреби секогаш постоеле, постојат и ќе постојат. Затоа што е многу ранлива и горчлива темата, никој не се обидува тоа да го каже јавно и на крајот нели остварува целта, добива дете. Но она што е многу значајно е дека јас во нашето обкружување, јако бев мала, се сеќавам, едни пријатели на мајка ми и на татко ми не посинија дете од тука, посинија од Белград и знам за тоа платија многу пари. Исто така знам дека на времето постоела некоја директорка во Битола, која што сега чинам дека е почината и која што имала ценовник. Ова дете толку учини, она дете толку чини. Тоа се предпоставки, нели, да не ме нападне сега некој, така и јас имам слушнато. Значи, збориме тоа за периодот негде пред 90-тите. Така е, пред 90-тите години, да. Многу злоупотреби имало. Да се види на социјалните медиуми, баш тие случаи се некако денеска се откриваат меѓу себе. Значи, се зависи од министерот. И сега мислам дека е вистинскиот момент за ова да поразговарам со институциите задолжени за истраги. Нови дилеми во Министерството за внатрешни работи, во секторот за организиран криминал, во подрачните единици на МВР, во обвинителството. Нема ниту еден случај евидентиран за евентуална злоупотреба при процес на посвојување деца. Каков поразителен податок. И покрај секојдневните јавни коментари, сомнежи по социјалните медиуми, дојави, во институциите на системот нема евидентирано ниту пријава за каков било случај. Јас пак ќе ти кажам, затоа што молчат луѓето, кога ќе си ја остварат целта, знаете како целта ги оправдува средствата. Тој макијавелизам функционира во подсвеста на луѓето. Затоа нема процес. Има сомнежи кај група на родители дека нивните деца биле лажно пријавени дека биле починати. И имаат сомнеж. Тоа не значи дека има и основи дека е докажано. Не знам, тоа се најчесто разговори кои што ги добиле од страна на медицинскиот тим или сестри кои што понатака им кажуваат дека родиле живо дете, меѓутоа малце тука идам потешко затоа што тие податоци не можеме да ги добиеме, значи тоа се предпоставки на биолошките родители кои што не се подкрепени со ниту еден релевантен податок и тешко ни иде да докажеме дека имало злоупотреби при процесот на посвојување. Тоа се приказни кои што исто така често ги слушам под социјалните медиуми и сметам дека треба, доколку постојат релевантни докази, доколку приложуваат докази, да се направи соодветна истрага за да се разоткријат можните злоупотреби и нормално да се отстранат сите сомнежи кои што се јавуваат и кај биолошките родители и кај децата кои што биле понатака посвоени. Има доста такви случаи каде што да, по раѓањето на детето им е кажано дека детето е починато, дека ниту им било дадено да го видат, ниту слично, меѓутоа тие случаи конкретно не спаѓаат во нашата иницијатива, дека секое криминално дејство кое што било, да речеме, или злоупотреба на службената должност која што била предвидена тогаш, можела и постои опција да се пријави. Значи сепак имаат институции каде што тие родители тоа требале да го пријават тогаш. Иако сега не знам, зависно од годините кои што се поминати, може и веќе да им е застарено тоа дело што се појавуваат во групите. Меѓутоа, групите на нив им се сепак некоја надеж за нешто кој што не го направиле тогаш, зборам не го пријавиле тогаш, и наоѓаат надеж дека можеби ќе дојдат до некоја информација или пак до информација за тоа дека нивното дете е живо или некаде е дадено на посвојување. Значи, првиот момент на сомневање во институциите е кога децата или заедно со родителите посвоители тргнат да бараат информации за биолошките сродници, а вториот момент за кој што веќе зборувате, а тоа е дека можеби се случило кај некои луѓе да им се одземени децата, а им е кажано дека се починати, тоа според мене е неразрешено тагување или оджалување, неразрешена загуба. Токму заради тоа жално е за тие луѓе, затоа што долг низ на години живеат со една идеја дека нивното дете е живо, меѓутоа
гледајќи, единствено нешто што можеме е да веруваме во институциите. Ако не веруваме во институциите, тогаш сите ќе веруваме само дека било каде ќе отидеме во некоја институција, ќе се случува нешто во однос на тоа дека зад нас нешто прават. Зад грб на наша штета институциите нешто прават. Зошто мислам дека тоа, според мене, и вака и со целата моја стручност можам да тврдам, затоа што и јас сум работела во институции еден период време и сега работам во приватна институција. Прво, не може само еден човек да го знае тоа. А штом го знаат двајца, тоа веќе може многу лесно да се расшири. Колку може да биде оправдан стравот кај мајката дека позади веста за починатото дете се крие некаков ланец на криминална продажба на деца? По одговори заминав на Институтот за патологија. Во мојата потрага на оваа тема се соочив со многу неодговорени прашања и дилеми. Најчесто беше да добијам одговор на тоа дали бебињата кои што се водат како починати на клиниките во Македонија се починати или пак се дел од некаков ланец на нелегална трговија на деца. Значи, јас на ова прашање можам само делумно да ви одговорам, не целосно. Бебињата кои се починати, и не само бебињата кои се починати, туку мртвородени, новородени дојавинчиња кои починуваат на клиниката за гинекологија или клиниката за педиатрија, законот ги обврзува да бидат испратени на Институтот за патологија за понатамошна анализа, односно за обдукција. Ние сме акредитирани и работиме по ИСО стандард 17025 и имаме процедура по која се врши приемот на материјалот, односно на починатите, кои се испратени од клиниките. Значи, ние овде имаме процедура за прием, процедура за издавање на мртви тела и се што е стигнато на овој институт е евидентирано согласно со стандардот и нашите прописи со кои работи институтот. Професор, има ли простор за било каков сомнеш дека нешто на тој пат од, да речеме, гинекологија до патологија се случува кој што би оставало било каква дилема? Предпоставам дека најтенденциозно го поставувате ова прашање затоа што такви муабети може да се случат низ населението, но убаво е широката јавност да знае. Значи, овде стигнуваат мртви плодови, бебиња, новороденчиња и мртви луѓе. Во моментот кога ќе престане да работи срцето, престанува циркулацијата на организмот и полека изумираат сите органи и сите ткива во организмот. Кога еднаш ќе настане смрт на органите или смрт на организмот, тој е веќе мртов и не може да се употреби за ништо друго како што е трансплантација на органи или евентуално за некаква манипулација со трупот. Законот, повторувам, ги обврзува оние што се мртво родени и оние кои набрзо ќе починат да стигнат на обдукција на Институт за патологија. Ако се спореди бројката на оние кои починале на клиниките со оние кои пристигнале на Институтот за патологија, ќе се види дали сите што починале на клиниките стигнале на Институтот за патологија. При тоа, должна сум да кажам дека понекогаш под силен притисок на семејството кој од разни причини не сака обдукција, иако законот тоа не го предвидува, но понекогаш, повторувам, под силен притисок се случува. Верски се обично причините и некои други. Во тогаш детето завршува кај фамилијата, така? Завршува кај фамилијата. Значи, се случува овде фамилијата да не сака да го земе детето. Која е улогата на Институт за патологија? Што треба да утврди? Ние овде ја завршуваме нашата научно-истражувачка, здравствена и едукативна дејност со полна почит на мртвите тела, со цел фамилијата да знае зошто се случил инцидентот,
науката да добие некакви нови сознанија за воиднина да можеме да спречиме такво нешто. Младите луѓе да научат од сето тоа, така да на патот од местото каде што починал пациентот до овде нема никаква логика било што да се случува. Тајноста и мистериозноста на посвојувањето не го прават само сомнежите за злоупотреба. Многу фактори, многу лични одлуки на родителите, на децата, знаат да ја одредат поинаку судбината. Колку помалку вистина и искреност, толку повеќе превес на мистерија. Македонското општество мислам дека постои синдромот what happens in the family stays in the family. Така што ние криеме тајни кои што се многу помалку важни или сето она што го засека семејството, некакви проблеми кои што се појавуваат се чувани како строга тајна во рамките на членовите на семејството. И мислам дека во Република Македонија многу често родителите кријат, значи не кажуваат ниту на своите деца, ниту на поблиската околина дека тие се посвоени. Или пак децата дознаваат дека се посвоени многу подоцна во животот, кога се возрастни, кога имаат сопствено семејство и кога или пак нели кога ќе се појави потреба од некаква медицинска процедура или во случај на болести, така натаму. Децата треба на време да дознаат од своите посвоители дека се посвоени, за да не се најдат во една травматична, неизвестна ситуација, да тоа го дознаат од соседството, околината. Тоа треба соодветно да му се каже на детето и за тоа треба да има подготовки од страна на Центарот за социјална работа кон посвоителите родители и посвоителите родители да не се плашат дека кога ќе му го соопштат тоа на детето ќе изгубат љубовта од детето. Моите деца знаат од првиот момент дека се посинети. Јас се следев по инструкциите на светски психолози, социолози, кои што велат дека од најрана возраст, поточно 6 годишна возраст, ти мора на твоето посинето дете да им соопштиш преку приказни дека тоа дете било најубаво кога си отишол ти во тој дом за доенчиња, дека тие биле најубави, најпрекрасни суштестви, дека тие се таа твоја судбина и таа твоја љубовна приказна која што сакаш да ја реализираш. И јас така почнав. Многу истражувања се направени во однос на тоа кога е најдобро да се покаже на децата и се заклучило дека 4-та година од животот, од развојот на детето е период кога разбираат приказни, разбираат цртани филмови и разбираат суштината на сето тоа, така да низ приказни може да се започне уште од 4-та година. Например, да раскажуваат приказни за Медо и за малото мече кое што го посвоиле мама Меда и тато Мечок и така натаму, или друг тип на приказни кои што уствари можат многу да им помогнат едноставно со јазикот на детето на нивната развоен период да му го доближат моментот на посвојување. Како се справуваат децата со стереотипите, предрасудите, например во училиште кога ќе има тие случаи? Ти си Весна, не ти е мајка, ти си посвоена. Да, тоа е баш како што им кажуваш на деца? Како се справуваат? Јас ги учам да бидат силни и дека многу често им кажувам дечки се, што да правиме? Така ви се падна. Ја да сум таа. Што да правиме? Сега да се справуваме паметно. Нема да се враќате со лошо, туку ќе бидете горди на тоа што го имаме ние како банда. Јас, Мина и Кирил. Татко име во Америка сега секако, но и се во контакт со него. За волја на вистината не можам да кажам нешто што не е. И имаат убава комуникација. Значи, работата е што не можеш да го контролираш тоа, затоа што има лоши луѓе. Не можеш да го контролираш. Да, треба да се всади самоодбранен дух на градење самодоверба. Да, Кирил и Мина се за тоа искулирани и знаат. Поради тајноста во семејствата, честопати потрагата по вистината знае да одведе и до научните центри за генетски испитувања. Има ли такви случаи и во Македонија? Не често, но имало иницијативи, да, луѓе доаѓаат и се распрашуваат дали е можно да утврдат со некаква сигурност дали се биолошки родители, дали се деца на родителите кои им се предпоставени.
и на индивидуална основа, значи како дете и родители, постојат методи, постојат техники со кои тоа може многу сигурно да се утврди. Но ако сакаме да го прошириме прашањето на еден етникум, на еден народ, дали некој припаѓа на тој народ, тука веќе работите не се толку јасни и се разводнуваат. Тука веќе зборуваме за веројатност, а не за 100% сигурност припадност на еден народ или не. Овде сепак тешко дека некој може да ги добие вистинските одговори. Од кај сум, кој сум, зошто сум. Реално таков случај сме немале, но претпоставувам дека им е важно на луѓето и на тие кои посвојуваат и на тие кои се посвоени, дали потекнуваат од иста позадина културолошка. И кратко таква анализа не постои. Значи не може во ДНК да се прочита дали е некој припадник на одредена раса или одредена, уште помалку одредена етничка група. Иако, пак ќе кажам, статистички со некаква веројатност може да се добијат резултати кои упатуваат на одредена поголема веројатност за припадност на одредена етничка група. Во светот, во последниве едно 5-6 години можеби, се популарни такви испитувања кои се прават на ниво на ДНК и прават некакво откривање на процентуалната застапеност на гени кои што се карактеристични за одредени етнички групи. Например, од резултатот би можела се заклучи дека 45% од ДНК припаѓа на има африканско потекло човекот, 35% има некаква азиска компонента и 20 или колку остануваат таму проценти отпаѓаат на чистата бела раса, но тоа се проценти кои никако не исклучуваат, туку само упатуваат со малку поголема веројатност на некакво потекло на единката. Бидејќи државата на Александра и ги затворила сите приоди до вистината, документацијата ја нема. Единствената шанса е токму ДНК анализата. До вистината можеме да дојдеме само преку ДНК. Јас да. И она се согласуваше на почетокот, но сега е малце во двоумење. Затоа што ја разобидија дека не сум јас таа што треба да ја барам нези, дека моите родители не се тие незини родители. Дека и кажуваат дека незината мајка е србинка и дека живеела во некое село, каде што не можела да го роди детето, каде што требало да било срам во тоа време, нели нормално. Ова беше темната страна на посвојувањето. Истата страна нема тајни. Таа не живее во мистерии. Со потрагата по заедничките вредности, со истата страна, се враќаме следната недела. Останете во добро.